македонската кујна на Добро утро Македонија, овој пат е во кујната на ресторанот Македонска куќа. Со нас е Никола Петрески и денеска, за разлика од претходните наши вакви прилози, ќе ни приготви нешто благо, нешто многу убаво. Па денеска се потрудивме да направиме еден старински добро познат рецепт, пошто нашиот ресторан е национален и служи национална храна. И решивме за таа прилика да приготвиме баклава, што е спремана со години. Значи домашна баклава со домашни кори? Со домашни кори месени. Национална, што оди многу добро. Може ли прво да чуеме што ни е потребно за тестото? Па за тестото потребно ни е 1 килограм наменско брашно, потребно ни е една коцка пресен квасец, вода по потреба за замесување и се додава едно лажиче сол и шејкер 2-3 прсти за тестото да биде ровко за месење да не се лепи. Така. Значи тестото треба да биде помеко. Да, и треба да отстои малце за да треба да стаса, што велиме. Да. Од кога ќе стаса тестото, како се приготвува? Од кога тестото ќе стаса, корите ги приготвуваме на следниот начин. Напред, претходно ја попрскуваме со брашно работната површина и сечиме од тестото малку колку што ни е потребно за една кора за една баклава. Добро ја размесуваме кората. Тенко треба да се расука? Да, тенко да се расука. Кората ќе ја измесиме добро. Може да обележиме скратиме малце за полесно да се види. Значи си ја моделираме кората по потреба. По потреба. Кората е вака танко измесена. Приготвуваме смеса за кората за да биде зафилување. За тоа ни е потребно за 1 килограм кори ни е потребно околу 400 грама масло, пола литар минерална вода, прашак за пецива. За да нарасне добро, да. Вака приготвената смеса се промешува малце. Исто така за фило ни е потребно и мелени ореви. Оревите се мешаат со останатата смеса или не, посебно се ставаат? Посебно се ставаат оревите. Значи со оваа течност се попрскуваат оревите? Да, се попрскува. Претходно како што приготвиме вака кората, се попрскува таа комплет како што. После кората се превиткува. Повторно се напрскуваат смесата, така што не би се залепило. Се од кога кората е добро напрскана, се става од оревите, купче и добро се... Да, триаголници и добро се затвора за да не би истекли оревите однатре. Кога баклавата е добро затворена и се реди во легче и се остава да се печи. Колку време треба да се испече баклавата? Треба добро да поцрвени баклавата од 15 до 20 минути на 200 степени.
Значи на јак оган Да. и во загреана рерна. Во загреана рерна, а потоа се прави шербет. За шербет ни е потребно кило и пол вода, 2 кг 400 шејкер и од кога тоа добро ќе заврие, се додава 4 пакетчи на ванилиен шејкер и 2 лимони на резанки за посебен шмек. Да. Вака приготвената баклава се остава во рерна, добро загреана, 15-20 минути на 200 степени. Значи шербетот веќе се приготвува. Да, шербетот веќе се приготвува. Имаме ставено 1 литар и пол вода и 2 кг 400 шејкер да врие. И од кога е стасано 5 минути пред крајот, додаваме 2 лимони и сечени на тркалца. Да. Значи оваа смеса од шербет е за 1 кг. Да, за 1 кг кори, шербет се става како што реков, со 1 литар и пол вода, 2 кг 400 шејкер, добро да провари. Да сака убаво да има шербет. Да, да, мора за да впие, да биде сочна, да впие. Со лимон се добива добар шмек и се додава и ванила исто. Значи додаваме 4 пакетчи на ванила. За мирис. За мирис, да. И исто така ги додаваме тркалцата лимон. Треба да уште многу да врие сега со овие додатоци. Со овие додатоци треба уште 5 минути да врие и потоа да. И потоа се остава да се излади. За да има контраефект, ако е топла баклавата, се прелива со оладен шербет. Да. Или ако е топол шербет, Да, тогаш со треба малце да ладена се баклава, да. Мора малце контраефект да има. Од кога баклавата е добро испечена, после 20 на минути, ја вадиме од рерна. Баклавата е печена кога е Да. заруменита. Баклавата кога е зарумената е печена. И сега ја полеваме со претходно овладениот шербет. Баклавата треба убаво да се прелие. Да, со треба шербет. добро да се прелие. И секако треба да отстои малку за да се го упие шербет. Па да се излади. Од кога ќе се излади, баклавата е спремна за сервирање. Лимончината исто така може да стои втора.